Ваши високи пресвещенства, почитувани декане, почитувани професори, студенти присутни. Дигиталните медиуми се прозорците низ кои се согледуваат и спознаваат светот и животот. Без преувеличување може да се каже дека денешниот човек се што дознава за светот и општеството на кое што припаѓа, дознава од средствата за масовна информација и комуникација. Неголемиот дел од светската популација поминува повеќе часови од денот во информационата средина на интернет, порталите и социјалните мрежи, не само заради работа, забава, учење, туку пред се заради добивање на информација и комуникација. Всушност, современиот човек не може да го замисли својот живот без своето постојано присуство во информационото пространство на интернет. Со масовната глобална употреба на електронските или новите медиуми е создаден нов тип човек, Homo connecticus или Homo communicans, тоа е човек кој што е постојано поврзан и постојано комуницира преку медиумите. Според зборовите на Жан-Клод Лаше, новите медиуми ја формулираат структурата на новиот начин на живот, која што подразбира постојана интернет поврзаност, а врската и општењето преку медиумите станува за луѓето нивна втора природа. И покрај сите придобивки кои произлегуваат од користењето на дигиталните медиуми, сепак не може да не се забележи дека современиот човек постојано постепено и незабележливо станува целосно зависен од нив и нивен роб. Тој е претворен во пасивизиран восприемател на енормно количество информации, кои во најголема мера не му се потребни и се исклучително штетни за неговата духовно-морална, интелектуална состојба, како и за неговото психичко здравје и социјален живот. Човекот според својата природа е зоон киноникон или социјално битие, битие за заедница. Во денешно време човековата природна жет за заедничарење е посведочена и со неограничената желба за воспоставување на безбројни контакти со помош на социјалните мрежи. Но новите дигитални медиуми и социјални мрежи всушност нудат симулирање на стварната личностна комуникација лице в лице, која претпоставува физичка присутност на човековите личности. Жан Бордијар, објаснувајќи го феноменот на симулацијата, појаснува дека не станува збор за имитација, ниту за дуплирање, па ниту за пародија на стварноста, станува збор за заменување на стварното со неговите знаци. Интернет комуникацијата се служи со знаците на комуникацијата, на вистинската комуникација, во неја се присутни јазикот, говорот, ликот на човекот, но таа сепак не е комуникација, заедничарење во вистинска, духовна и онтолошка смисла. Современата доминантна форма на комуницирање преку екранот на компјутерот или смарт телефоните е истовремено и виртуелна и реална. Таа е виртуелна затоа што преку неја не се случува реална личностна средба, а е реална затоа што сепак се случува комуникација која го потикнува меѓусебното отуѓување на луѓето. Денес е очигледно дека хиперкомуникацијата преку медиумите не го решава проблемот на човековата осаменост. Филип Бретон укажува на еден двоен парадокс. Од една страна, заедно со планетарната глобализација на вкусовите, стандардите, однесувањата и воспоставувањето на универзален јавен простор, се случува и повлекување на индивидуата внатре во себе. Но од друга страна, современиот човек ги предпочита абстрактните виртуелни контакти и демонстрира воздржаност, па дури и одбивност кон секој реален контакт со реални луѓе. Бивајќи онеспособен да сосуштествува со другите, Homo connecticus си создава свој собствен свет виртуелен, во кој се затвара, добивајќи од него задоволство и комфор, затоа што тој свет е формиран согласно неговите желби и не е достапен на ограничувањата на стварниот свет, ниту пак треба да се прилагодува на барањата на другите луѓе. Со овој виртуелен свет човекот владее апсолутно и суверен. За разлика од стварната личностна комуникација, интернет комуникацијата не бара жртва, не бара подвиг за надминување на сопствениот егоизам заради средба и заедница со другиот. Личностната комуникација е екстатичен чин на излегување надвор од себе заради средба и заедница со другиот, додека пак
Интернет комуникацијата е затворање во себе, бегство и страф од другиот. Интернет комуникацијата како замена за личностната стварна комуникација е тежнење на современиот нарцисоиден човек кон така наречената безболна екзистенција, екзистенција без жртва, без страдање. Човекот чиј доминантен, па дури и единствен начин на комуникација е комуницирањето преку медиумите, постепено станува аутистичен во наводници. И во интернет просторот и во просторот на реалниот свет. Имено, ние во стварниот свет, како последица на се повеќе доминантниот начин на комуницирање, го избегнуваме или го минимизираме контактот со другиот. Тој е површен и тривијален често пати. А во интернет просторот сушност не среќаваме вистински личности, туку нивни слики и проекции за самите нив. Или пак среќаваме наши проекции и представи за нив. Социјалните мрежи најчесто ни служат како огледало на сопственото его. На дигиталните форуми често не се случува реална вистинска размена на идеи и размислувања, не се случуваат вистински диалози, туку паралелни и истовремени монолози, нешто што во стварноста е незамисливо и тешко стварливо. Според зборовите на Сергеј Аверинцев, ние Бог и ближниот ќе ги сретнеме секаде, на секое место, освен во светот на имагинацијата или на фантазијата. Кога се наоѓаме во сериозна комуникацијска криза или кога симулираме комуникација, тогаш јазикот како комуникацијско средство не исполнува својата улога. Без оглед на тоа што ние говориме исти јазик, не само во лингвистичка, туку и во културолошка смисла, ние сепак не можеме да се разбереме. Нам недостасува заедничарење единство во вистината разбрана библиски. Не само како интелектуална и рационална, туку онтолошка категорија. Вистината како личносно општење, диалог и заедница. Во Стариот Завет хебрејскиот израз кој најчесто се преведува со вистина или алитија е емет, со него се означува постојана верност, целосна доверба, сигурност и истрена посветеност на односот на Бога кон луѓето и на луѓето кон Бога. Емет правенствено го подразбира личносниот диалошки однос кон другиот. Тоа значи дека вистината или емет, според овој хебрејски израз, не се спознава само теоретски, туку поскоро таа се живее и се покажува на дело во меѓусебните односи. За библискиот човек емет е добродетел, каква што е љубовта или праведноста или милосрдието. Значи, вака разбраната вистина како диалог, како заедничарење, како верност, посветеност е невозможна во комуникацијата преку медиумите. Јазикот на црквата кој се представува во медиумите во голема мера за широкиот аудиториум денес е неразбран. Ние често пати тоа го забораваме. Имено, тој е неразбирлив и туѓ, не само поради неговите абстрактни, стручни или архаични изрази, туку поради самата природа на црковниот јазик како медиум, како и поради функцијата на и концептот на современите медиуми. Имено, јазикот од богословски аспект не е автономен носител на вистината, разбрана како општење и личностна комуникација. Зборовите ја означуваат, но не можат целосно да ја опфатат вистината, не можат целосно да ја сместат вистината во себе. Јазикот на црквата е плод на диалог и е разбирлив само кога е во функција на диалогот со Бог и ближниот. Во црквата, чија стварност е заедничарењето, постои комуникација во и преку словото на верата, во заедничката молитва, во литургијата, чија цел е соединување со Бог и со ближниот. Целта на комуникацијата не е добивање на информации, туку средба и заедница со другиот. Од некритичката употреба на дигиталните медиуми како мисионерско средство на црквата, произлегува опасноста информацијата за верата да стане замена за самата вера како диалог и заедница со Бог и ближниот. Светата литургија може да стане само уште една од информациите за современиот медиумски конзумент. Активноста на човекот во виртуелната реалност често пати ја
неутрализира потребата од конкретна активност и учество во животот на црквата. Во интернет просторот се може да се симулира, вклучително и побожност и духовниот живот. Во современите дигитални медиуми, не исклучувајќи и телевизијата, содржината има второстепено значење наспроти чинот на самото медиумско пренесување на содржината. Известувањето за определен настан е поважно од самиот настан за кој се известува. И токму предпочитањето на формата на самото општење наспроти содржината, односно природата на оно што се предава преку општењето, го обезвреднува значењето на јазикот. Неслучено во комуникацијата во медиумите или преку медиумите, јазикот е минимизиран, а доминира сликата. Генерално во современите медиуми, јазикот е осиромашен испоред користењето на ограничен фонд зборови. Основа одлика во современото пренесување на информациите е краткоста, непосредноста и брзината. Медиумското известување, без оглед на тоа што се однесува на сериозни теми и проблеми, се очекува да биде популарно, привлечно, забавно, интересно, сензационално. Од тука произлегува и тривиализацијата на јазикот и неговата површна употреба. Сите овие стандарди на современата дигитална ера незабележливо се наметнуваат како критериуми за мисионерската активност на црквата во дигиталниот простор. Затоа, бивајќи свесни за слабостите, ограничувањата, како и за крајностите и опасностите кои произлегуваат од современата пандигитализација, во однос на човековата личностна комуникација, како и во однос на мисијата на црквата, современите електронски медиуми треба да се разберат само како помошно средство, а не како замена за личностната комуникација или за мисијата на црквата. Благодарам.